Акцијата може да почне. Здраво живо, драги наши, во нашиот нов тиквешки моабет или нашиот тиквешки подкаст. Се надевам дека денеска исто така ќе уживаме кај и секоја претходна емисија и се надевам дека ќе спомините убаво. Денеска имаме исто интересна тема. Мислам дека оваа тема повеќе ќе ја сакат женските, затоа што нив ги интересира, што не значи дека мачките не ја сакат темата, ама баш тоа ќе го растумачиме сега со нашиот гостин. Денеска со нас е Пепа. Здраво живо, како си ми? Добро, вие како сте? Фала што прифати поканата да дојдиш тука и ни е чест и има што да кажеме, мислам, за цвечињата и за тоа ви што го работите. Многу ми е мило што ме поканивте да дојдам. Так. Не сте во право дека само жените ги интересира ова. Затоа сакам да почнеме. Да, има многу мажи што обожаваат цвеќе и што сами си го украсуваат дворот. Или, нели? Кога ќе се име вака баланс, поише жени или маж? Повеќе се жени. Па тоа е главно да, тоа. меѓутоа има и мажи. Во последно време нели почиња поише да. Да. Тоа е битно. Значи почињаме да се свестуеме ништо сме од мачката популација дека цвеќето не е толку лошо како што некои мислат. Цвеќето не е ни најмалку лошо. Ја не реков така. Значи некои така мислат. Не смеат да мислат. Мораме така да почнеме поинтересно да биде за тоа што да не се научи. Јасно, така. Ама ја ти одам контра сега, значи. Па така нели рекоме, Страшно, значи не се извинувај, контра одиме се контра. Морам да бидам културен, бонтонот да го држам на ниво. Добро. Ајде сега да си почнеме. Како почна приказката со расадникот Славеви? Може ли да ми кажеш како дојдите до идеја, од кога се занимавате со тоа? Општо, поопширно да ми објасниш, пошто сакаш да... Од кога пред да почнеме ми кажа дека сакаш да ми објасниш поопширно, повели. Да. Вака, расадникот Славеви почна пред 8 години. Претходно, нели скоро секоја жена си го сака цвеќето. Така и јас се одгледував дома цвеќиња, меѓутоа држев фирма. Имавме сопствена фирма, работев поради една несакана случка, сообраќајка. Не можев повеќе да водам со ова дуќанот, фирмата. И останав да седам дома. Не знам што да правам со себе. Паднав во депресија. Едноставно од како сега да ве дигнат и да ве стават на сосема друга страна, значи не знаете ни кај сте ни што сте. Сето тоа го пребродив со цвеќињата. На почетокот се трудев сама, си ги размножував. Сама ги одгледував, пребарував нели на интернет, тогаш пред 7-8 години нели беше интернетот, меѓутоа не беше толку. За да има се објаснето како се работи, што се работи и многу сакав да ги одгледувам цвеќињата, да ги размножувам. Меѓутоа ние работевме со мојата фамилија, имавме фолии со пиперки и праски. Не можев да работам нити таму, нити на праските, нити на пиперот, бидејќи не можев ни на ведната, ни високо да берам праски. Да. И затоа си решив да си работам со цвеќе. Ке си седнам на едно столче ниско доле и цела ден јас си седам, кој што прави, јас седам и садам цвеќиња. Му кажав на мажот ми, викам, слушам дека во Струмица има фирмичка што увезува полупроизвод на цвеќиња. Значи, полупроизвод е мало расадче, вие го одгледувате. Кај вика, ке ние сега ќе ја бараме таа фирма? Па викам, ќе ја бараме, ќе ја најдеме. Ајде, вика, сега не се зафркавај со мене, кај ќе одиме? Ќе одиме. Ајде, викам, тргај, одиме за Струмица. И ајде, ме послуша човек. Отидовме во Струмица. Од прилика ми кажа каде се наоѓа таа фирма, меѓутоа ја бараме, не можеме да најдеме. Вака моментот пред 8 години кога почна. Да. Тогаш и толку активни навигации и такво нешто немаше кај сега што е толку. Ма не можам, не го знам името на фирмата. Никој не го кажува. Одите барате, а не знаете што барате. Знам што барам, да, меѓутоа не знам како се вика. Тоа е тоа. Фирмата не знам како се вика.
прашуваме, нели, по земјоделски аптеки, бензиска, тамте, вамте, ке прашаме, никој не ни кажува. И едно време, викам, паркирај се тука, да размислиме малкуцка. А паркираме пред една двокатница, доле има земјоделска аптека, скалички, вака и горе, нормално, нели? Ама вика, шо ќе правиш тука, затворена аптеката? Викам, ако е затворена, да застани да размислиме како, шо понатаму да правиме. И гледам ја затворената аптеката, земјоделска, и викам, шо има наваке да видам? И одам на скали, се качувам на втори спрат, викам, ја ќе влезам тука. Беш, кај одиш, вика? Дојди со мене и чукам на вратата. И вика, повелете, викам, добар ден, добар ден. Викам, јас се извинувам, ама барам фирмата што увезува полупроизвод расад за цвеќиња. Повелете, ние сме. Викам, не зафркам. Значи, кога треба нешто да се случи, гледаш и се совпаѓаат работите и иде ситуација. И ништо ми вика, кажите ми од кај сте, кажав. Од градско сум, нели, оставив телефонски број, вика, нема проблем, ќе ве контактираат. Значи, желбата првично што сте сакале да најдите фирмата, сте ја нашле и се поклопиле работите и ете, за некои работи да тргнат од нулта точка, треба и сите коцки да се поклопат у ситуацијата. И да бидеш упорен. Така, да. Значи, треба да бидеш упорен. Во се што сакаш, упорноста се исплаќа. Така. И кога другата ден, нели, ми се јавуваат на телефон, и вика, дали вика, ми кажува, вика, од фирмата се јавуваме за цвеќиња, дали е тоа, вика, Петрана на телефон? Викам, да, јас сум. Знаев, рече, дека си ти. Само ти можеш тоа да го направиш у градско. Викам, а кој на телефон? Тука е, рече, Дивно откочени, со нејзе соработувавме, кога испадна јаготките во сакси, што се во спратови. Така, како во цевка. Не цевка, него во стирополни сакси, од фрагмат Куманово, нели, таму ги произведува. И кај не заодевме, нели, да гледаме како се работи, како што се работи, и од таму женава ме запознала, ме запамтила. Така. Викам, јас сум. Нема проблем, рече. Кажи што ти треба, викам, јас не знам што ми треба. Едноставно сакам да одгледувам, а не знам што. И она дојде, ми донесе каталози, ми кажа кои цвеќиња за кое време, нели, треба да се земаат. Кое годишно време? Да, сето тоа ми го кажа, кога се порачуваат, како се одгледуваат, од каде сакси, значи се ми кажа жената. Така. Ме подучи. Значи се поклопила и таа ситуација исто. Да, значи пак е случајност и упорност. И еве сега го почнеме почетокот како е се и после тоа како почиња производството, како почиња пример сега сигурно сте немале фоли и такви работи или сте имале па почињате да градите специјално за цвеќиња, како одат тие работи? Имавме мала фолија. Да. Во таа фолија си садевме например, се што ни е потребно за дома, за прехрана. Чисто сакам да го спомниме за неслушнат, че гледа тука и млади луѓе и повозрастни, како оде редот. Така. И да не се плашат ако сакат нешто да пробат да почнат да почнат, значи никој да не се плаши ако е упорен само, ако е не сигурен, нека не почнува. Мислам тоа е општо за се, не е само за се. Беше мала фолија, 12 метра на 4. Да. Значи мало за двор, за домашни потреби. Првиот расад ми се чудеа сите што ќе правиш ти со ваш. Значи едноставно никој не ми го прифана бизнисот. Па таков и народ сме ни. Значи прво ти гледат сеир, да. Новото се што они не го прифаќаат. Као не те бива, нема да успееш ти ова, не, а ти веруваш во себе. Ми се случи и тоа. Одиме, додека ги баравме тие фирми, одам во еден расадник во Струмица. И си седат жените си работат таму, ја добар ден, истата ден кога го најдов расадникот претходно. И викам, абе, да ве прашам нешто, дали знаете, викам, кај се, нели, која фирма ги увезува? Рече, зошто? Тој еден човек стоеше таму, па и да газдата. Зошто, рече, викам, сакам да одгледувам цвеќиња, ама не знам од каде се увезуваат.
ќе одгледуваш цвеќиње, ми вика. Викам, зошто? Шо ми фали мене? Абе, ајде, вика. Добро е сега, ајде, може мене не ме бива за да плетам, ама од кај знаеш ти колку можности имам, Па така некои да ме егото му е подцениш. многу големо и така знаат да се испонашат као ти не знаеш, јас знам се, јас ќе ти кажам. Ама не можеш така да го подценуваш човек. Нема, тебе не те бива за нешто, кога не знаеш за што го бива. И од сега, од тогаш ја у тој расадник не влевам. Еднаш само влегов, бидејќи морав да влезам, имав порачано една пријателка ми порача на цвеќенце, викам ќе ти го купам од тома и крај. Толку беше. Соработка со нив никаква. Да. Значи почнаваме да лафиме од почеток како што била и еве после почиња производството. И почиња првиот пласман на китки кај на цвеќиње китки, многу лош се изразив. По тиквешки сега, нели? Тиквешки, да. Првиот поголем пласман кај ви беше вака и вака ви останали значително да го запамтите као ево од тука трга работа воа. Кога приметувате дека вие бизнис веќе ќе почиње да е профитабилен? Јас тоа го приметив уште пред да го почнам тој бизнис. Така. Дека е профитабилен. Дека едноставно цвеќето развеселува. Значи секој треба да го имам во дворот и во просторијата кај што се наоѓа. Меѓутоа, првите пазари што ги одевме, нели, пробавме кај нас во Градско. Да. Пробавме во цвеќарите у Кавадарци, Неготино, Велес, значи тука во околината, бидејќи имавме мала количина. Во споредба со сега, нели, тогаш беше смешно. Ама сепак не успеа некако да... Ама почеток е, нели, треба тешко е, треба да почнеш. Почеток е, да, и значи се чудеа што ќе им правиш, вика, еве, ако ти останат, што ќе им правиш на цвеќињата? Ќе ги донирам салата. Салата ќе правам. Па да, добра салата од цвеќе, од сардела. Има цвеќиња, орхидеите се јадат. Ја имам орхидеи. Евте, гледаш, не сум знаел. Може салата или... Што се јаде, цветот или? Цветот. Но му да го изедам коренот со ти. Немој коренот. Но му да ми излуте. Не знам дали луте. Кои цвеќиња најмногу ги барат муштериите, луѓето? И која сорта е сите се заинтересирани и кои сакат најмногу да имат? Ви што продавате најмногу ситуација? Најмногу се троши бегонијата или народски бомбонка си. Бомбонка. Сега го кажа, мамата има, еве ќе ја поздравам неа. Да, поздрав мама. Да. Бегонијата се троши, значи најмногу бомбонката, сурфинијата исто, Так. цикламата, белата и розевата. Има и мастило боја, меѓутоа таа по неја бараат. И ја до еден цвет се троши, импатиенс, значи секој си има посебно Посебен вкус. Вкус, да. Меѓутоа тие двете, сурфиниите и бомбонките најмногу. Има ли некои цвеќиња што имат чудни имиња, што не се закажувања? Јас знам едно, ама не знам дали да го Тоа е кажам. импатиенсот. Како го викат народски? Да го кажам. Кажи го, ќе го титниме. Тоа ти кажи. Јас знам едни ги викат ороспичиња. Да. Да, тие муавет. Коста вода се стае. Знаеш што, вчера дојде трговец од Прилеп и ми кажува, вика, бе, застана една жена и бара цвеќиња, вака бара, викам, кажите ми, господјо, што барате? Срам ми е да го кажам името. Ама не мораш да се срамиш, кажи го, сите го знаеме тоа цвеќе по тоа име. Значи, тоа име го има народски. Зошто му го дале така името на тоа не цвеќе? знам. Сигурно има нешто. Цветот... Распи по градско, да. Цветот е интересен. Цветот е интересен. Не донесов сега импатијанс, не знам дека толку ќе ви биде интересен. Па јас сакам да зборувам опширно вака за тоа. Ако не знаев, нели, ама интересен им е цветот, за тоа може би е тоа име. Така. Искрено, ја може ли да си кажам мене кој ми се свиѓа така? Јас сакам, Може. на пример, вака лиснасти цвеќиња, или да не кажам дрва. Собни. Да, како, еве сега, како се викаше ова? Замија. Да, замија. Така го викат, демек цвеќе за парите било. Па така, Демек, ако го да. имаш дома, имаш пари. Ми го купија колегите. Еве го.
Коста вика дека колегите му Цветот опитуваат. за парите и кога ќе пуштиме плата, само тогаш го вадиме. Дали слушнате? Не Значи сака се многу ваде вода. само плата која има. Не сака многу вода. Да. Значи не Еднаш сака многу месечно. вода. Па гледам сега дека е мокро. Да, ете, гледаш Изгледа Коста, плата значи... сте земале. Има поштено Сте плата. земале плата. Ја не сум на плата да биеме на чисто, значи јас сум тука хонорарно. Ако уопште има хонорар. Спонзори, значи не си играјте, биете ни спонзори, значи еве сум јас, плата Човекот не земам, нема немам плата сега, плата. па треба цвеќиња да купиш за дома Цвеќе за немам, невестата невестата ми како? се луте, тука За 3 мама. орхидеи има и тие си. И за мама, да. Патиенс, и бомбонка. Да. Кажи ми, кои цвеќиња се најспецифични за одгледување? За кога ќе го купам јас како муштерија. Не, ја карикирам се, ама Добро. примерно сопругата ти носам цвеќе и сега тоа треба да го одгледуваш. Кој е најспецифично и најтешко за одржување, а да е најубаво? Вака сега. Според тебе. Секој цвеќе си бара посебна нега. Некој сака сонце, некој сака сенка, сака некој многу вода, некој не сака вода. Значи секој цвеќе си има посебна потреба. А Сакам да те прекинам. Има ли цвеќе што ќе го купиш и да не му ставаш уопште вода? има пластично. Пластично, да, е така тоа. Пластично. Пластични китки за тие што не сакат да ги вадат. Јас само Поздрав. време ги гуглам како изгледат. Ми се јавува на телефон, слушај го, ми се јавува на телефон дечко и кажува, вика, дали можете да ми дадете цвеќе што не треба да го навадам, не треба да го прскам, да го не знам што, викам, па оди купи си пластично. Па човекот си порача, може да го кажам кој е македонско село Да. у Без пари реклама. Поздрав. реклама за македонско село. Во Нереси. Да, имам Да. одено таму. Да. Еве, например, сега, јас морам да кажам сега, ова е посилно од мене. Со сопругата си имаме дома полемики за китките. Добро. Јас сакам цвеќиња, не дека не сакам, да не се разбериме грешка, меѓутоа не сакам да е преоптоварено. Сакам да ја имам 2-3 максимум доволна. И сега првата година кога дојде да ми биде сопруга имаме само една орхидеја. А сега имаме палма, бамбус, накво не знам, не ги знам како се викат, многу се, значи. Да, се собни. Да, собни, ама многу се големи. И сега последниот пат има купено невеста поголем црепе отприлика колку маста и вика че садиме тука и викам ле не бива, значи слива ли че садиме, многу е големо. Сакам да кажам, јас ги сакам цвеќињата, но не сакам да претерувам пренатрупувањето у дневниот простор. Дали има муштерии, ти што ги познаваш луѓе, или дали си ти една од тие што сакат дома да му е премногу со цвеќиња? Не ти ги сакаш цвеќињата, ама дали дома има многу? Мене не ми ги оставаат цвеќињата. Мене ми ги купија сите мои цвеќиња. Има една поговорка, вика, на грнчарот грнето му е скапано. Дали е и тука така? Така е. Значи, дојде, еве, баш вчера дојде жена, имав мои хортензи, рече, хортензи, викам, да, мои се, да, твои се, ама сега ќе бидат, викам, мои. Да. Ама како ќе бидат твои? Сега не ги гледаш. Ама како ќе бидат, викам, нема шанси, мои се тие, од кога си ги чувам? Еве на цветце. Не, рече, мои се. Фрли пари и си ги зема. Да. Друга дојде, рече, еве ти пари, дај ми ги вие двете најубавите, најголемите. Алма и едно друго. Да, дека ти имаш, ти ќе најдеш. Да, ама викам, мој се. Добро да вика, и ми ги зема. Добро да. И што да правам? Да. Според тебе, кој е најскапо цвеќе за да го купиш? Да треба доста голем буџет да се одвои за да го имаш тоа дома. Вака сега, нашите цвеќиња ние што ги одгледуваме се сите сезонски. Да. Зборувам за општо, пошто нели си у таа бранша и ги знаеш, има ли некое такво елитно цвеќе кај што се купува само на специјални прилики, што е скапо, што кошта? Баја сега прашање што ми текна лично сега и затоа сакам да те прашам. Ако прашај ти, не е проблем.
Скапи се овие холандските цвеќиња што ги увезуваат како готов производ. Лалињата? Не. Добро, лалињата исто, зумбул, сето тоа што иде готов производ од Холандија е скапо, меѓутоа не е квалитетно, по мое. Значи, моја гледна точка е тоа, од искуство го кажувам. Инаку скапи се сите цвеќиња, што се поубавите. Замијата, например, е скапа, меѓутоа таа е од Холандија. Така. Нашето саксиско цвеќе, ние цвеќарите што го произведуваме во Македонија, е многу поевтино од тоа. Да. Ај Косто праши. А има ли цвеќе ништо го извезуиме? Да, има ли такво? Да. Скапо таму во Холандија? Нема. Да, има патлижан. Нема. Тамаме. Нема. Сакам да те питам, дали ние имаме потенцијал кај држава, кај почва, да биеме како Холандија, да биеме појаки од Холандија? Пошто они се базират на тоа, нели, лалиња имат, да. Гледаме... Да, ама имаме и вода. Знаеш што, јас мислам дека спрема каталозите што ги имам дома од фирмите што се холандски, сето производство што е сликано, што го прават, е во некои афрички земји. Бидејќи се сите, нели, црнци, или што они работат во полињата. Така, да не ги навредиме луѓето, да ги поздравиме, ама добро, така е. црнци, белци, нели? Да, сите работиме. Тоа не е, мислам, навреда? Да, убаво си кажа, ама меѓутоа се богатат на туѓ грб, така? Тоа е Не се богатат, него Холандија е ладна земја. Можно е да не ги одгледуваат таму. Да, туку директно само како пропаганда. Да. Мислам, они имаат лалиња, полиња со лалиња, ама знаеме дека лалето не мрзне. Да. Издржува на минусни температури. Меѓутоа ти замијата не можеш да одгледаш во Холандија на отворено, како што го има во каталогот, дека е отворено поле и дека одгледуваат огромни плантажи со расад. Па или лажат, или лажат, друго нема. Не знам, значи во каталогот така е сликата, сега не можам да покажам каталог, не носам да знаев така. Не, ај другиот пат со каталогот, сече си се објасниме. Да. Еве, ајде сега одберите од кој расад сакате да ви донесам, ако знаете да одберете. Тоа ама да дојдеме со сопругите тука, не спремни дојдеме Коста, гледаш. Они знаат да кажат, поздрав до нив да ги поздравим. До невестите. Да, така е. Дали денеска се купуваат повеќе цвеќиња за разлика од порано? Да. Оти тоа е како некој тренд, мода гледам, секој двор е нареден скроз. Се, например, закачено вака, како овие сега што беа со... Се надпреваруваат комшиките. Има едно цвеќе да ми пукне комшиката. Ете, цвеќе да ми пукне комшиката. Како изгледа тоа цвеќе? Па да ти кажам, не е нешто... Шарено ли е? Не е шарено ли е. Ама да пукне комшиката. Меѓутоа, така го викаат. Тренд е сега, цвеќињата се во тренд на вистина, меѓутоа цвеќето многу одмара. Да. Еве, јас, например, имам среќа што сега живееме у фамилиарна куќа и двор, и кога има цвеќиња така, одма е повесел амбиентот, по-симпатично е. Има периодот кога е зимно време, нели, кога има снегови таква работа, е нака сивка, стон, тмурно, не си излева надвор. А вака сега, како почине да се стоплува, сите сме испаднати у дворот, сите си гледаме узеленило, у китки, цвеќиња, ваму закачено, наму закачено, на тараста обесени вака да лазат, како се викат тие там. Ја, например, не ги знам како се викат, ама баш ми е симпатично, сакам да уживам у погледот. Ете, гледаш, ништо не знам, се срамам. Нема да се јаките научи. Да, ете. Не, ако дојде ред да одгледувам цвеќиња, ќе дојдам на пракса. Нема проблем, ортак ќе те земам. Одма. Не се секирај. Да. Кажи ми само, дали има такви моменти кога ќе дојде некој муштерија и ќе постави некое питање, да биде интересна ситуацијата, да не кажам глупо питање и да се запрашаш шо ме праша вие човек сега. Или зборувам за жена, за маж, за било шо. Дали има интересни, смешни моменти у самиот расадник?
Има како нема. Со некои понуди, со некои такви работи. Нешто, има многу луѓе што сакаат цвеќиња, а не знаат како се викаат. Како јас. Како ти? Например, кога дојде еден човек и вика, може ли да купам некоја китка за цвеќе за невестата, може. Викам, еве повели од сарделите се убави калиопите, се најубави сардели. Да. Не сакам ја такви, ваква ќе си земам, па тоа викам калиопа. Еве се случува, сега малку да одсмеа да завртиме на поозбилно. Еве се случува временска непогода, невреме има. И што правиме кога има невреме? Дали ви се заштитени тие фолии и такви работи, дали може да направи некоја штета невремето, па дали ви се има да стане да ви пропадне родот заради невреме? До сега ни се нема случајно. Бог да чува и да не се случи. Така. Меѓутоа, зимно време, кога има минусни температури, ние грееме. Значи, ние мора да грееме фолијата, просторијата, кај што ги одгледуваме цвеќињата. Тие цвеќиња, што не мрзнат, нели, немам потреба да ги греам, и тие си се во друга посебна оранжерија, а тие што мрзнат, мора да ги грееме. Да. Сега вак да те прашам лично нешто. Што мислиш ти за кактусите? Мене ми се многу симпатични. Кактусите? Да. Кактусите ги сакаат посебен вид на луѓе. Посебен џоб, посебна салама. Не, види сега, не сака секој кактус. Мене ми е многу симпатично кога ќе видам, например, у некој чоше, Во ред. две-три сорти, значи да не е пренатрупан. Добро, за украс. Така. Добро, сега лошо е да се буцниш и болен, ама тоа не го чепкај и готово. Не го чепкај, ама деца ако имаш вака... Имам деца и знаат дека не треба да го чепкат. Толку. Еве, не дај Боже. Еднаш Не дај одам Боже со ќе прстот на вака падне. го правам. Цак, боле и тоа не го чепкам виче тоа. Ама еве, не дај Боже ќе падне, ќе се Не, удре. Бог да чува, така е, да, ама така ако гледаме може од се да се удре, може од ивицата да се удре, па треба сите ѕидови да немат ивица, да ги направиме да биде округла куќа. Па така е. Реално е така. Реално е. Да. Ми е зад на устата. Извини, ништо лично. Таман си е. Јас си го кажувам само ставот. Така е. Така е. И гледам дека во последно време, у секоја куќа кај што отидам, многу се популарни, како се вика, бамбуси, ние што се како вртени. Добро. Дали производувате такви? Не. И имате ли намера некој пат да почнете со такво производство на, како не се викат можам. тие тропски видови? Не можеш ти со тропски видови тука во наша, Да. или медитеранска клима сме така? Или континентална? Јас не ги разбирам. Ти мислиш на еднаквите што се? Да, Ние ама сме тие... континентална клима, медитеранската од Демир Капија натаму. Да, од тунелите. Така, од тунелите натаму. Значи до Демир Капија сме ваква, после надоле сме медитеранска. Така. Континентална. Значи кај нас континенталната клима не можеш Субтропска. да. Не можеш. Не. Како одиме на кај тропска оти секоја година. Кај Тоа нас сакам уште да те малку прашам. пустиње, както си кажа. Па тоа ми е наредно питање. Што правиме со временските услови? Секоја година кажуваат дека температурата се покачува. Како се справувате со тоа? Има ли се гледали разлика од претходните години, еве сега пред 8 години и сега? Има разлика, да, во потопло е цвеќињата горат на Жешкот. Така. Дрвата горат. Да. Што имаат огромен корен, што нели црпат се директно од земјата, а цвеќето е во обична саксија. Значи, колку има водичка или храна во таа саксија, за да да може да ги издржи тие временски температури топли. Така, јас тоа сакам кактусот и тие не се вади. Така, сакаш си Може. ги кактусите. А имаме една ситуација кај што ставиме саксија со кактуси, поише сорти, Добро. и он си расте се ширенака, Така. и го ставиме на место на тараса кај што директно цела ден од саба или до вечер го пече сонце. Добро. Изгори за 2 дена. А кактус? Ама затоа ти викам, и кактусите сакаат вода. Да. И ако не му ставиш вода, поготово во летно време, Да. или може Па да... тоа не стручна како мене некој, као да направи ситуацијата, ево го кактусот е за на сонце, тук ќе го ставиме, го ставаме и го гориме на 50 степени, може и поише, сега да не карикирам, ама така е.
И после 2 дена се, како се вика, се срона, се скапа одосно. Ќе се скапе. Без вода ќе Не, умре. вода имаше ставе. Па се сварил. Се свари, Едноставно баш. се сварил. Да. А денеска има ли муштерии што ве прашуваат за совети како да правам со китката? Пошто вештачката интелигенција, еве ја лично, а користам, сликам на пример на ChatGPT и прашувам ваа китка сега што е потребна и он ти кажува. Да. Така и така. Меѓутоа ние постарата генерација многу ChatGPT Не не веруват. вртиме. Не да не веруваме Да. него немаме некој интерес посебно ко вас младите. Ама мене ме прашуваат муштерите директно. Со што да се прска, со што да се прихранува, значи сето тоа им го кажувам. Значи му кажуваш, оди земи си од земјоделската аптека или од, не знам, продавница, тоа средство, прскај го вака, третирај го Обично така. за тоа е мажот ми. Он гледаш. тие работи ги работи. Он прска, он нели прихранува, за тоа задолжен. Меѓутоа, ако он у моментот не е тука, само ќе кажам, отиде во земјоделска аптека, таму ќе ви кажам. Да, Се што па треба стварно ќе ви луѓето се знаат, тоа му е работа. Едноставно, нема Ако потреба. не знам нешто, нели да кажам, зашо кој препарат да се користи против некоја болест или било што на растението, одите во земјоделска аптека, земите едно ливченце разболено, нели скинете го, носите го, ќе ви кажат што е. Искрено мене за орхидеите ми има многу помогнато, ChatGPT го прашувам што е работата, вика гледаш корењата ти се суви, пресечи ги, тоа што ти е стеблото пораснато, пресечи го тоа што е сувиот дел за да може да не му троши енергијата на и многу ми има помогнато. Ама на секој растение тоа, Да, баш. За секој, значи, например, сега тука немам сува гранка, ако има сува гранка, таа ја чистам. Така. Па нема смисла сега тука да ставиме суво да биде. Ова е гипсофила. Како се вика? Гипсофила. Добро, народно име има. Невестински венец. Ете. Или не знам како да го кажам, обично невестите букетите што ги има, го прават од ова. Меѓутоа ова е саксиско, а тоа што е во букетите е друга сорта. Така. Значи, ете, видите сега што се фрла Бидермајер. Видна гипсофила, да. Воа се фаќа и после се жениш или се мажиш. Многу лесно. Баш вако го правиш. Тоа може да се погоди црепот и многу тешко да завршиш. Тоа ти се одмира. Да се жениш. Да, не се жена, ме удри саксијата. Ау, речи, ваа саксијата тешка, каква невеста ќе ми се погоди? Па ако е саксијата тешка, лесна невестата, нормално, нели на кон? Да, може. Ќе фатиш лесен Бидермајер, па после тешко се тегниме, не може да завршиме работа. Дали младите денеска имат мерак за ваа работа, што работите ви? Дали има интерес? Имат интерес. А знаеш што ми е најинтересно? Кога ќе дојдат мајките со мали дечиња. И сега, например, мајките си бираат цвеќиња и девојчиња, или машко или девојче, или не е битно, детенце, си одбере цвеќенце, мамо, деј купи ми го воа, не осте го тоа таму. Дема, мамо, ја ќе земам цвеќенце, дајде. Тетка, баба, земи си го, тоа ти е од мене, леле, они стрекни весели. Значи, има интерес за цвеќиња. Секој посебно се го доживува цвеќето. Така е. Јас... Има, извини што ќе те прекинам, има жени, луѓе што идат и викаат, ќе дојдам да се одморам малку. Ми е многу убаво, многу ми е убаво тука ќе си седам. Па седи. Многу и вака, не само од градско, него што идат и од околните места, леле, колку е убаво. Бе, дојдите, останите, тука ми треба помош. Значи, седни и еве, сади цела ден. Чисто моабет да ти прават, че ти помогнат. Ама, чим сакаш толку од цвеќињето, дојди, седи. Денеска една девојка рече, леле, да не одам на работа, ќе дојдам тука цела ден ќе ти работам. Едноставно работата ви исполнува и нешто кога го работиш со мерак има многу поголем ефект колку да мора да отидеш нешто да работиш. Сега за младите кажаме, кој поише сака, постаерите или помладите? Кој поише се муштерии, дали повозрастните или помладите? Од сите има. Да.
од сите Значи, возрасти избалансирано. има. Да, од сите има возрасти. Дури и имам една пријателка, она не сакаше многу цвеќиња, ама ја викав секогаш кога имав потреба да садиме, ќе ми стаса холандски од терасата, имам потреба од повеќе луѓе, и ќе ја викнам нејзи, она, како ја не сакам цвеќиња, добро, викам, нема проблем, ајде, и почнав, земи го, викам, во нас, седи го дома, не знам да го гледам, ќе ти кажам јас како треба, водичка ставаме кој су го чепнев саксијата, земјата ако е влажна, не ставај вода, кој су го стави водичка, од оздола ќе си приме. Сега да видиш, цело дворие со цвеќе. Значи ти си ја пуштила ситуацијата и Ама- ја си го префрлила товарот и сега е готово, нема назад. Тоа исто рибарството е така. Ел да ти покажам и една ќе фатиш риба и толку е збудуваш. Не знам, углавно женава и стално века ти ме научи да ги сакам цвеќињата. Искрено, ја од Бал имав трауми од китки, затоа што мојата баба, Бог да просте, час помнам сега, она толку многу ги сакаше цвеќињата што ако нејзината соба е 20 квадрата, пола соба беше наредена со китки што треба да се внесат од надвор за зимото да не измрзнат во собата. Така. И она спиеше во џунгла. Буквално Джуманджи, дома ќе влезеш. И цело време ми викам, бабома, остај, тоа не е твоја работа. И јас си ги гледам, тоа си се мои китки. Тебе ако ти смета, па мора, синче, дојди. И јас мора да одам да ја дигнам. Што да Тоа правиш? ти биле траума. Се караш, малце, се караш и ќе видиш дека не Тоа бива. ти се И... траума, меѓутоа сега имаш потреба да ги изнесуваш твоите цвеќиња надвор? Немам потреба, оти немам толку цвеќиња. Оти тоа ми е... Ама имаш 5 црепа. Например, замија имаш дома? Да. Ама имам... изнесуваш? Не. Зошто? Зошто немам потреба? Како нема потреба? Стави ја подсенка, стави ја до тебе, кај што си седиш на терасата до... Знаеш дека воа не сум го знаел, например, еве сум го прашал чат GPT, ама нема, ето, он не ми дал одговор дека треба и да Еве, ја изнесам. ќе ти кажам, не мора чат Значи GPT воа да да си го го запамтам. Цвеќето за пари да го изнесам надвор, така е народски Не само кажано. цвеќето за пари, него секое слобно цвеќе, Да. што ти е дома, фикус ли, хибискус, значи независно кој цвеќе, што ќе го чуваш дома, изнеси го надвор. Да. Тоа што он има свежина надвор, оно сака надвор. Да. Дали треба да се променува, например, на домашните китки, земја, да се става хумус, такви работи? Да. Например, секоја сезона, кога ќе се Се менја. стопле, дали се менја? Се менја. Значи, тоа да го Или се запамтите. дополнува, се зема поголема саксија, или мораш да ја дополниш со земја, не мораш ти скроз корено да го... Да, чисто да освежиш земјата, пошто нели тоа калциум, таква работа Или се губи. нонстоп да притураш прихрана, Да. да придодаваш. Да. Подобро е да се става хемија или да се става природна прихрана? Па се знае Според дека вас? природното е подобро. Хемијата е хемија. Меѓутоа сите хемија гледат да Да. има ефект одма. Директно се гледа, Ама има и од еве за орхидеите, чим толку многу ги сакаш. да не се разбериме грешка. Ја ги сакам, не толку многу, ама ги имам дома и морам да ги гледам. Значи, мен ми е жал за таа. полесно да ти биде, за да ги одгледуваш полесно. Орис. Кога готви твојата жена орис дома, водата, што стои орис до одстои, нели, во водичка, Добро. треба малку, и цедија таа вода стави ја на орхидејата. Тоа водата пред да се варе оризот, така ли? Да. А знам оно нешто ставаше банани, кора од Може и банана, кора од лук банана. нешто. Значи, се е природно. Да, како се викаш лупки од јајца изблендирани, Да. калциум, не знам. Три- Брате, ја гледам се што да правам, тоа е. Дете гледаш, да. Ама бетаре, значи Бетер е од дете ти орхидејата. идат на пример ти носат поклон орхидеја. И Да. сега не може да манам таа чак гледам. Чак да се среш. И една ни носат поклон, гледа ваше убаве си купујме уште една, трет си купујме, Ева, четврт си ваква купујме. боја немам, ваква... Аха, ева лилјакова, ваа е жта со розово, ваа е само розово, ваа е бела. И тоа нема крај. И почињаш да ги купуваш и не, ја лично, ја затоа и например имаме дискусија дома и интересно ми е, значи цело време викам зошто сега волку китки, нема кај да си го ставам соинто. Разбираш? Што нема кај да ставиш, извини? Sony PlayStation, да, за видеоигри.
Мора да има дискусија за да биде интересно. Мора, па јасно, да. Твое најомилено цвеќе? Калиопа. Како изгледа тоа? Еве, ја не го знам. Сега јас ќе го видам одма. Де, Калиопата Коста, покажи. е вид сардела, пеларкониум. Аха. Пеларкониум, калиопа. Значи тоа цветчето е вака како ребресто, но не цветчето, ливчето, Да, а цветот е топка. баш знам мама имаш тако. Де покажи на камерата. Не, таа е литата калиопа. Де таа побогат. Може би има кај мене во расадникот, те види. Да, на Google. Ти не ми оди на Google, калиопе. Ќе одиш кај мене во расадникот, Да, да најдам. калиопа. Чекај, во е маја, еве. А одма испаѓаме ние на... Испадна? Одма ние Ете. испаѓаме на... Таа е таа. Таа е таа калиопа. Може да покажеш на камерата за да види народот што е тоа Да. калиопа. Кажам, Да. Со калиопа. со калиопата, Да. со калиопата имам проблем. Кога ќе дојдат муштери, бараат калиопа. И јас им нудам темно црвена, како таа на сликата, светло црвена, розева, бела, нежно лила, значи ги има во повеќе бои. Да. И сега конфликтот е одма тука, нема рече такви калиопи. Господи, има. Не само црвена калиопа постои. Не, господје, постојат повеќе бои на калиопа. Иначе не можеш да докажеш. Да. Постои калиопа, што кога ја видиш, мислиш дека е од оваа обичната сардела што паја надоле, меѓутоа таа е каскадна калиопа. Така. Цветот е редок, ама личи на сарделата што паја надоле. Да, па мама мислам такви имаше, што се стават како жардинјера вака и Ама они не нанадолу паѓаат. лазат. Не паѓаат каскадниве калиопи. Нагоре се. Само се нагоре и се тоа е тоа цветови Така, околу. така. Е, вака вика искусни градинари твојата фирма, фамилиарната фирма. Што би му препорачала на младите? Дали му даваш совет да се бават со овоа, дали е овоа исплатлив бизнис? Пред се, оти нели денеска се е за пари, реално сите гледаме да направиме некако пари. Многу брзи пари се Да, прават. брзо. Сите млади сакаат Сите брзи сакаме пари. брзо, но е одма рум-дум, директно се. Не може така. Значи во овој бизнис не е така. Во овој бизнис е многу тежок за работа. Прво, си цела ден обврзан околу нив. Значи јас ако немам во цела година јас имам само еден месец пауза. И тоа пак сепак морам да ги одржувам тие што се мои или што останале, што не се продали и така натаму. Тоа се многу малку, меѓутоа мораш да ги одржаваш. Да. И после од август месец ја пак почнувам со припрема на 8-мартовското цвеќе. И рачуне дека јас го гледам цело зимо него. Да, ете, сега ме потсетило 8-мартовско цвеќе. Дали тогаш најго цвеќиња се продават за 8 март? Дали е ударот тогаш, но се спремате пола година за 8 март да биде тоа удар? Вака да ти кажам, тогаш мислите дека сите е ударното, меѓутоа не е. Тогаш сите излеваат на пазар и продаваат 8-мартовско. Да. Оти тогаш, нели, за 8 март. Реално и секој ние испаѓаме да цвеќе, купиме оти 8 март, мора да купиш. И сега се троши цвеќето. Обично на пролет до јуни месец, до 6 месец, половината, се трошат цвеќињата. Потоа има стагнација, нели, годишни одмори и така натаму. Или едноставно тогаш немаме работа. Тој месец ми е слободен само. После, кога ќе почнам од август месец, со цикламата, значи до 8 март се одгледува 8-мартовското цвеќе. Меѓутоа, во февруар стигнува пролетното цвеќе. Од февруар, а имаме и во септември што стигнува пролетно цвеќе, што мораме да го одржаваме до пролет. Дали Како може зоналето, ја и Коста да калиопата? дојдеме да си купиме цвеќиња вака со А дворот? не бе ќе ви покулона. Ќе дојдем со децата. Со децата да си Со одберат. децата, да. Ма ќе Може. ви Интересна покулона. идеја. Да, знаеш дека стварно. тоа е Да, нешто. да спрошете. Знаеш Чисто ли колку секоја година ми идат мене дечињата од градинка. Тоа е многу супер. Да.
дечињата од градинка, од кај нас, од нашата градинка, Кокиче. И си се сликаат тука со наставничката и на секој дете да му дам по едно цвеќе. Супер. И секој си го носи дома. Тоа е добар знак и тоа дете утре знае како да го цене после тоа. И им кажувам, Ето. ќе одите дома и на мајката ќе им кажете дека треба воа цвеќе да се насаде. Така е. Значи, и после има како, рече го, на школа има како час. Да. Секој цвеќето, секој што го доби цвеќето, да го слика мајка му како го сади детето во саксија. Интересно, интересно. И го имаше објавено на страната на градинката. Значи Тоа секој баш... што си доби, секој детенце си го садеше цвеќенцето во саксија. Супер. Сликано, докажано со доказ. Денеска преубава тема, се надевам дека ќе биде ми интересни, сигурно ќе биде интересно. Мен беше многу интересно, пријатно. Важните цвеќиња на женска тема. Да, женска тема, а од друга страна прашањето што ги рекоме дека ќе ги лафиме многу малце се завртиме на нив, туку општо кога си правиме муабет е многу поинтересно. Да, не мора да биде се под Да. ригорозни. Така е, под така. промија. Тачно, така. Фала ти уште еднаш што ни беше гостин у подкастот и се надевам дека работата ќе ви оде уште понанагоре, дека ќе имате, Благодарам. ќе се расшире спектарот на цвеќиња, да имате поише сорти и што кажам со Коста ќе дојдеме да го посетиме вашиот расадник за да видиме што ни фале. Сигурно ќе најдеме нешто што Се ми ни фале. Гарант. Фала. Ви Коста, благодарам кажи. многу. Аха, да. Ви благодарам многу што ме поканивте. Многу ми беше пријатно со вас, пак ќе дојдам. Само кога Отворена бидам покана. слободно. Отворена покана. Значи слободно. За 8 март, тука, за празникот на жените, Да, хит. 8 марта е сезон. Може да направим. Пред 8 март. Ќе дојдеме таму ќе го правиме. Директно. Знаеш ли ти имав емисија на Алфа. Ја пуштија не знам кога и следната година ја пушта пред 8 март, у февруар месец. Па ти немаш појма колку луѓе ми се јавиле. Да, ете ги јаш. Драги мои, ова беше нашиот тиквешки подкаст или тиквешки муабет. Се надевам дека ви беше интересно, дека начнаме денеска убава тема, цвеќе. Сакам да ве замолам да не поддржите, да не стисните лайк и сабскрајб на каналот на YouTube, да не поддржите на каналот на TikTok, на Instagram и на Facebook. Ние сме Тиквешки муабети и ова беа нашите Тиквешки муабети и ова беше Расадник Славеви или Пепа. Пепа Славева. Фала ви. Благодарам.